31 декември е крајниот рок за исплата на регрес за годишен одмор за јавниот и приватниот сектор. Право на секој работник запишано во колективниот договор за работа. Законската регулатива го утврдува само минималниот износ на регресот за годишен одмор, но не и неговиот максимум. Приватниот сектор одамна е со потпишување на колективниот договор за цел приватен сектор 40% минималната сума која што треба да ја исплатат работодавачите и таа минимална сума годинава е стигната до 19.150 денари, додека во јавниот сектор за 30% од просечната плата за минатата година сумата е 13.600 денари. Онаму каде што имаме синдикални организации, каде што имаме колективни договори, овие суми се поголеми, односно во најголем дел од јавните предпријатија минималниот износ за регрес кој што го добиваат работниците е 60%, додека во градежништвото, индустријата за градежни материјали со сигурност можам да кажам, бидејќи од таму доаѓам и тие работници ги представувам, во сите колективни договори имам исплата на регрес од 100%. Во практика веќе има фирми што исплаќаат регреси од 80.000 денари. Најчесто станува збор за успешни компании кои имаат цел да ги задржат вработените и да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Да видовме дека има и 50.000 и 52.000, тоа беа маркети, ланец маркети во државата, каде што недостатокот на работна сила кај одредени дејности и работодавачи допринесе да имаме и поголеми суми од една просечна плата, се со цел да се задржат на своите работни места и е позитивна пракса, можам да кажам, кај тие работодавачи во приватниот сектор, но нагласувам дека има и други работодавачи кои што навистина даваат и 13-та плата, почитуваат работнички права, имаат потпишано колективни договори, но за сликата да се подобри, тоа треба да биде како ние што го имаме тој процент од 10-11% синдикално организирање, барем во 90% во компаниите, предпријатијата. Регресот за годишен одмор представува парично право на работниците. Тој не може да се заменува со ваучери, производи, услуги или со каква било друга форма на надоместок.